Добро вечер во уште едно издание на емисијата 360 степени на првиот канал на јавниот сервис. Вечерва донесуваме две интервјуа со подпредседателот на опозицијската ВМРО ДПМН Александар Николовски и со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, кој доаѓа од СДСМ. Во фокус се прашања за актуелниот судир Мицкоски-Груевски, настаните што и претходеа на ескалацијата и можниот развој во следниот период. Интервјуата се снимени денеска околу пладне. Прво со Николовски, а потоа и со Маричич. Ве поканувам да ги одгледате. Господин Николовски, благодарам за овој интервју. Благодарам на поканата. Слушнавме и прочитавме многу сценарија за тоа што се случува со во околу ВМРО ДПМН овие денови. За власта тоа е раскол, некои влече дури паралели од времињата на Панорама, делењето на Љупчо Ѓорѓиевски и Никола Груевски. Други препознаваат креирање алиби за Мицкоски и партијата да поддржат уставни измени. Како вие го дефинирате тоа што и се случува на партијата? Па, во суштина раскол нема. ВМРО ДПМН е обединето, пообединето од било кога, а всушност најдобар демант за целата оваа работа е нашиот повик да се случат предвремени парламентарни избори, затоа што ако власта цени дека има раскол во ВМРО ДПМН, веројатно треба да го искористи овој момент и додат на предвремени парламентарни избори како би победили и би продолжиле да владеат. Но самото тоа што не се нафаќаат на предвремени парламентарни избори доволно говори каква е суштината на случувањата во ВМРО ДПМН. Иначе, она што претседателот на партијата јавно го кажа во интервју за германскиот ФАЦ е тоа што подолго време стигаше како информација до нас, а тоа е дека пред се политичката партија ДУИ во соработка со политичката партија СДСМ влегле во разговори, комбинации, ако сакате, со делови од поранешното раководство на ВМРО ДПМН, за жал и поранешниот председател на ВМРО ДПМН, како би наштетиле на ВМРО ДПМН. Прво разговарале за едно сценарио, па кога виделе дека не оди за второ. Првото сценарио кое што виделе дека не може да има успех е обезбедување пратеници за уставни измени, кога виделе дека буквално на ниеден пратеник не можат да влијаат со цел уставни измени, се оди кон сценарио Б, а тоа е ослабнување на ВМРО ДПМН. И ако видите во тие фамозни Facebook статуси, многу е прецизно, никој не очекува ВМРО ДПМН да ги изгуби изборите, туку дури и оваа групација очекува ВМРО ДПМН да победи, но да се намали резултатот на ВМРО ДПМН преку формирање на сателит политички партии, преку можеби пуштање на независни пратенички листи, како ВМРО ДПМН не би можела самостојно да формира влада, би била под уцена. Таа уцена би значила или уцена за прифаќање на уставни измени во ваков формат, или за амнестирање на криминал, или за продолжување на владењето на ДУИ вакво какво што го имаат во соработка со СДСМ, или сите овие работи заедно. Логичното прашање би било зошто не дозволивте дел од овие работи да станат очигледни, јавни, видливи, па тогаш да реагирате, зошто председателот избра тој прв практично да пука? Па, зависи како го гледате. Може да кажете дека е прашање на тактика, но исто така јас ќе дозволите, јас сега ги гледам работите и од внатре од партијата, да не се сложам со таа работа, затоа што ние бевме за вкус на многумина и претолерантни, затоа што оваа работа не се случува од вчера. Разговорите се водат година и пола, интензивно се водат од февруари месец. Но тоа зад сцената, јавно немаше ништо, така? Одам на јавно, но однесувањето на поранешни структури на партијата беше многу јавно, да не заборавиме дека два пати се правеше обид за така наречен водреден конгрес во ВМРО ДПМН. Да не заборавиме што се правеше онаа така наречена мериот коалиција. Да не заборавиме дека поранешниот председател на партијата остана политички активен преку своите настапи во јавност во целиот изминат период и имаше ставови за многу прашања, вклучително и тунели под водно, но немаше став, например, за начинот на кој што се промени името и за действувањето на Сашо Мијалков во тој период, или немаше став за... Тој зборува за тоа дека власта е предавничка, дека ги предала националните интереси. Дури и во последната серија постови, вели дека не смета дека треба да се смени ставот на партијата околу уставните промени. Дека треба да остане исто. Тоа е откако се извадија работите на чисто. Еве, некој нека направи анализа, затоа што дури и книга извади од Facebook статуси, дали од објавувањето на францускиот предлог до обзнанувањето од наша страна на тоа што се прави позади сцената, збор има кажано за францускиот предлог или збор има кажано за барањето да се промени уставот. Збор еден дали има кажано. Ја ќе ви кажам дека
Нема кажан. Сега вели ставот мој дека не треба да се носат уставните измени. Овие действувања се случуваја месеци наназад. Има една интензивна комуникација пред се со представници на ДУИ, што е добро прашање и за ДУИ, затоа што се дел од власта, а прават на овој начин комуникација. Исто така со дел представници од СДСМ, каде што се разговараат разни варијанти кои што не се во корист пред се на Македонија. После тоа е партискиот интерес, но пред се не се во корист на Македонија. Но ќе се согласите дека ова е само на муабет. Не сме виделе ништо конкретно опипливо, доказ, фотографија, снимка, аудио, видео, нема такво нешто. Значи, тие удираат во зид затоа што не успеваат да стигнат до таму. Иначе во однос на докази има два дела на докази. Едниот дел е никој нема намера да биде таен агент и да собира по странски држави докази. Тоа не е работа на ВМРО-ДПМН, а треба да одговори поранешниот претседател на партијата зошто, например, е во комуникација со еден од врвните луѓе во безбедносните структури во Македонија подолг временски период, ама треба и тој да одговори, кој што е од безбедносните структури, зошто ја прави таа комуникација и колку е законска таа комуникација. Тоа е во однос на обезбедувањето на во наводници материјални докази. Тоа не го прави политичка партија, има институции кои што може тоа да направат пред обвинителство. Ама ќе се согласите дека имате одговорност пред јавно искажаниот збор. Во однос на политичкиот дел, многу јасно е тоа действување, кога ќе го видите дека стига од 4, 5, 6 страни и кога ќе видите на кој начин тоа се случува преку разни политички актери кои што на политичката сцена се најголеми противници на ВМРО-ДПМН, а се најголеми поддржувачи, јавно зборувам, на поранешниот претседател на партијата. Може ли да ви кажам само дека до настапот на Мицковски, односно до интервјуто за Frankfurter Allgemeine Zeitung, Груевски ја немаше нападнато сопствената партија, ниту раководството на партијата? Јас не можам да сложам со тоа, имајќи предвид јавно немало настап тако действување, па само 2 дена пред да излези интервјуто, имаше настап во кој што се демантираја изјавите во наводници, се демантира изјавите на Али Ахмети. Во истиот настап вели дека со раководството нема комуникација и е скомунициран откако побегна од државата. Но тоа, кога СДСМ водеше пропаганда години наназад, не се кажуваше. Затоа што пропагандата на СДСМ беше цело време дека се добиваат инструкции, дека се работи нешто позади сцена и така натака, зошто таков демант не се случи кога почна таа пропаганда, туку напротив се хранеше таа пропаганда на СДСМ, иако сега цела јавност гледа дека тоа не било вистина. Но дополнително на ова, до нас стигнаа и други информации кои што се релевантни. Ја можам да споделам два детали со јавноста. Прво е се случува оваа година една прослава од годишнината од членството на Македонија во НАТО. Потоа се случува средба кај претседателот на државата Пендаровски, на која што присуствуваат врвните луѓе од власта и на која што една од темите на кои што се разговара е токму и ова сценарио. И таму, например, се разговара и за промената на името и се кажува дека при промената на името една слична акција била успешна, па по таа аналогија можеби треба и сега да се направи акција. Прв кој што тоа го покренува како прашање е Али Ахмети. И затоа Стево Пендаровски беше до пола искрен, кога кажа дека од него е барано, но не кажа од кого, па после мораше да лаже и измислуваше безбедносни, како ги каже, поранешни структури и така натака. Така што тоа е првата работа што можам да споделам. Втората работа се измените на кривичниот законник, кој што падна од небо за сите нас. Ние спомнавме дека имаме докази за таа работа. Јас еве ќе ги извадам вечерва во интервјуто. Ова е тоа фамозно USB стикче, на кое што ги има измените, а измените ќе ви ги оставам. Ако ви прочитате измените на кривичниот законник, кои што се доставувани минатата година... Ова за што зборувате е содржина од USB-то? Да. Значи, овие измени се доставувани до Али Ахмети, Талат Джафери и трета адреса. Од кого? Од страна на поранешниот претседател на ВМРО-ДПМН. Во воведот, помеѓу другото се вели, ова се предлог за измени, односно намалување на висината на казните во кривичниот законник, на измена на овој закон во моментов и онака работи работна група, што е точно дека има работна група во правда, која треба подготви измени на овој закон. Во предлогот има и одредени предлози за намалување и надминување на некои други ситуации доколку се повторат некогаш и клучното, доколку се прифатат овие измени, ќе дојдат до поголемо релаксирање на напнатоста во општеството како резултат на политички прогон. Тоа нема во целост да ги затвори овие прашања, но значително ќе ги ублажи,
што кореспондира со она што се случи, а нели одбраната е дека целосно не се затвориле случаите. И ако ги прочитате измените на членот 353, на членот 353В, кој што се однесуваат на злоупотреба на службена положба и овластување, и на членот 394, кој што се однесува на злосторничко здружување, ќе ги видите дека скоро целосно се ископирани во предлогот кој што го достави Министерството за правда во собранието и кој што помина. Логичното прашање, ќе ви ги оставам за можете да ги објавите. Ќе ги видиме, да. А логичното прашање е како да ви веруваме дека ова е автентично и точно ова што го зборувате, бидејќи USB секој може да земе од некаде. Ова е текст работен во Word, така? Може да биде составен на било кој компјутер. Како да ви веруваме дека ова е автентично? Видете, прво, ако одиме форензички, ако сакате на тој начин да ги гледаме работите, има на ова USB јасна трага, кој е креатор на текстот, оние кои што се поупатени во компјутерите знаат како се остава трага и таа трага е оставена на ова Може USB. јас мојот компјутер да го крстам Никола Груевски? Не можете, има IP адреси и така натака. Не се прави тоа така. Тоа е едното. Второто, самото тоа што овој текст, а ние овој текст го имавме пред да се случат измените на кривичниот законник, скоро целосно одговара на тоа што помина како измени во кривичниот законник, јасно говори дека или имало комуникација, или исто се размислувало. Ама ќе дозволите дека до збор исто се размислувало е преголема коинциденција. Зошто И тогаш дополнително на тоа, јасно кажувам каде се испратени овие USB стикови. На 3 адреси, на третата адреса не стига, другите 2 адреси се Али Ахмети и Тала Чефер. намерно не стига или случајно? Не можам да одговорам дали е намерно или случајно, но кажувам на кои адреси се А испратени. кај вас од третата адреса стигна? Кај нас стига од Свиркач. Зошто тогаш не бевте искрени во првите ваши реакции кога овие измени се појавија во собранието? Вашите први реакции беа власта ги носи за да ги амнестира своите. Сега е сосема друг вордингот. Не, ако внимателно ги читате изјавите, ако погледнете мојот говор лично мојот говор во собранието на комисиската расправа, ќе видите дека зборуваме за власта и за поранешни структури од претходната власт. Тоа многу јасно беше кажано. И стои, факт е дека и власта има голема корист од оваа работа. Например, Оливер Спасовски нема да одговара за набавката на чизми во МВР, зашто имаше отворено случај. Или Васко Ковачевски нема да одговара за барањето од 250.000 евра мито во Регбитола, зашто исто така имаше отворено случај. Се подобрува многу позицијата на Драги Рашковски и Мухамед Зекири и сето ова јас го зборував во собранието, како што и кажав дека за дела кои што потенцијално Зоран Заев ги направил како премиер 2017 или 2018 година, веќе има застареност. Така што оваа приказна не е само во една насока, ова е повеќе насочна приказна во која што треба да се направи застарување на кривични дела со цел да нема одговорност. Околу единството во ВМРО ДПМН. Се обидов да анализирам кој го споделил постот на лидерот Мицкоски од пред 4 дена. Знаете за кој зборувам, вие лично го имате споделено. Ама, например, еден од подпредседателите го нема споделено. Има членови на извршниот комитет кои што го немаат споделено. Најмалку двајца скопски градоначалници го немаат споделено. Градоначалници од внатрешноста го немаат споделено. Дали е тоа сепак некаква индикација дека единството не е баш на нивото за кое што зборувате? Тоа е кој како е активен на социјални мрежи. Например, јас повеќе сум на Facebook, помалку на Twitter, ако зборуваме за политички социјални мрежи, најмалку на тој Instagram. едниот подпредседател има објавено пост кој што е прилично неутрален во оваа смисла на судиот Мицкоски одам на Груевски. така, ние имавме состанок на извршниот комитет во вторникот, кога излезе тоа интервју, имавме состанок на централниот комитет во четвртокот. Јасно, неподелено е мислењето и поддршката за претседателот на партијата во ова што го прави, затоа што човекот ја изнесува вистината во јавност и партијата мора да го заврши овој процес на катарза, кој што почна во октомври месец 2018 година, кога тогаш Сашо Мијалков беше исклучен од членство во партијата, а завршува сега, затоа што ВМРО ДПМН ја има таа пракса на повремено прочистување, на повремени катарзи, за да може да оди напред и досега единствена политичка партија која што тоа успеала да го направи. Например, битките во СДСМ, кои што се многу пожестоки, помеѓу Бранко Црвенковски и Зоран Заев, помеѓу Зоран Заев и Димитар Ковачевски сега, се далеку пожестоки, но се држат позади сцена.
Ние сме транспарентни и го изнесуваме тоа во јавност, затоа што сметаме дека јавноста треба да ги знае позициите на ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Ние не смееме да заборавиме каква партија наследивме во периодот декември-јануари 17-18. Ние наследивме партија која што имаше драматичен пораст на локални избори, скоро и да немаше градоначалници. Партија со 9,5 милиони евра официјален долг на сметка на партијата, без никаков приход, со пратеничка група надвор од собранието, со пратеници во притвор, домашно стигматизирана, во екстремно лоши односи со медиумите, затоа што претходно беа дел и од нив напаѓани, и скоро екскомуницирана од милионерната заедница, и финално, позади сето ова, имаше мастер план за забрана на политичко действување на ВМРО-ДПМНЕ. Од овие 9 точки, да стигнете до ситуација на убедлива победа после само 3 години на локалните избори, која што ќе го пензионира Зоран Заев и целата прва екипа на СДСМ со исклучок на Оливер Спасовски, и да ја донесе партијата со убедливо највисок рейтинг на сите истражувања на јавно мислење, мислам дека не може никако поинако да се протолкува освен како успех во услови кога бројни членови на партијата од поранешното раководство или од поранешни раководства правеа се тоа да не се случи. Беа чести гости, особено кај Зоран Заев, се во фреквентна комуникација со СДСМ и особено со ДУИ, пред се со Али Ахмети и Артан Груби, и овие работи мора да се кажат јасно и јавно, затоа што после победата на парламентарните избори има катарза и прочистување на Македонија од лошите пракси кои што се случуваат. Сега ќе се согласите, сепак името Никола Груевски не е кој било за ВМРО-ДПМНЕ и особено за вашите гласачи. Тој иако речиси 5 години не е во Македонија, неговото име со одредено ниво на поддршка и рейтинг се појавува на анкетите за кои што вие зборувате. Вчера го слушам лидерот Мицкоски го нарекува сениште од минатото. Прво, Мицкоски му беше советник, беше директор на Елен во тоа време. Лично вие, господин Николовски, не ли сте вие дете, да кажем, на тоа сениште од минатото? Вака. Поранешниот председател на партијата секако дека имаше доста добри моменти во времето кога ја водеше владата. И никој тоа не може да го негира. Ако ја видите нашата реакција се однесува на работи кои што се случуваат во период кога ВМРО-ДПМНЕ е во опозиција и во период кога тој не е председател веќе на партијата. Тоа се две различни работи. Ако сте одлучиле да се повлечете од партијата, си дадете оставка, така беше со него, тогаш е логично да не се мешате во работата на партијата, нити да се мешате во политичкиот живот. Или тоа да го направите транспарентно, формирајте движење, политичка партија, па дајте својата понуда. Вакви игри позади сцена се нешто од што Македонија е уморна, се случуваат 32 години, веќе народот во ништо верба нема. Затоа што врвните политичари континуирано ги прават со децении овие игри, а Македонија страда, и Македонија стана царство на теории на заговор, кои што некогаш и се претерани и не се точни, ама затоа што многу често се случува да врвната политичка елита го прави ова, народот верува во тие работи. И мора да се стави крај на таа работа. Да, ако судирот продолжи и ако Груевски реши на следните парламентарни избори директно и индиректно да настапи со листи на пратеници, дали преку некоја партија или независни листи, колку гласови ќе откине на ВМРО-ДПМНЕ? Па мислам дека нема да откине гласови на ВМРО-ДПМНЕ, затоа што партијата е единствена и јасна е поддршката на мнозинството од народот. Ако се чита, да речеме, коментари под постовите, има луѓе кои што велат смирете се, ова не е во интерес на ВМРО-ДПМНЕ, има луѓе кои што го поддржуваат отворено Груевски. Видете, не мислам дека треба да станеме заложник на било која социјална мрежа, знаете дека тоа често не осликува реалноста, да не бидам и пежоративен за одредени во наводници председателски кандидати кои што на Facebook собираат потписи, ама реално не можеа да ги соберат. Така што суштината на целото ова што ние сега правиме е да се оваа приказна изнесе во јавност, да се каже вистината, да ја знае јавноста вистината и да ги носи соодветните одлуки, затоа што Македонија не може да оди напред ако ова или слична политичка структура остане на власт. Ако Али Ахмет и Артан Груби останат на власт, ние сме завршиле како држава со било кој тип на реформи во дел на
правосудство затоа што гледаме дека не се случуваат. А со измениве на кривичен законник не само што нема реформи, туку се оди комплетно во друга насока и да е најинтересно. Истите кои што ги создаваат проблемите сега треба да ги решаваат, затоа што да не забораваме дека ВМРО ДПМН има 3000 луѓе под прогон, најчесто политички прогон, создаван од истите кои што сега треба да се спасители. Врз основа на одредбите што сега се сменја и не постојат. Тоа не е во контрадикција со ова што го зборувате? Не, истото го зборувам. Треба да размислат поранешните структури на ВМРО ДПМН кои што комуницираат сега со ДУИ и со СДСМ. За СДСМ повеќе разбирање имам, ни се реални политички противници, кој нив ги стави во оваа ситуација? Дали тоа не е случајно ДУИ и Али Ахмети? Да подсетам дел од нив, затоа што и јас сум бил на тој состанок кога на Али Ахмети му се кажа ти не фрлаш во кафес од зверови. Значи тој кој што ги фрли во кафес со зверови, сега е најдобар соработник нивни, а партијата во која што биле членови граделе кариери е условно кажано нивни противник. Извинете, ама тоа не е природна состојба и таа состојба на ниеден начин не е предизвикана од ова раководство на ВМРО ДПМН. Кога сме кај природните, неприродните состојби, принципиелни, непринципиелни коалиции, исто толку е непринципиелно да се работувате и со Зоран Заев. А знаете дека долго во јавноста исто така се зборува за тоа дека Мицкоски е во интензивна комуникација со Зоран Заев. Не само дека бил, туку дека таа комуникација продолжува. Директен ќе бидам. Соработка со Зоран Заев нема. Ние, ова раководство на ВМРО ДПМН, сме тие кои што Зоран Заев политички го пензионираја. Заев даде оставка после поразот кој што му се случи на локалните избори, кој што е производ на ова раководство на ВМРО ДПМН и после промената на власта, детално ќе биде испитана работата на Зоран Заев како председател на владата во периодот кога беше председател на владата и доколку има одговорност, верувајте дека ќе одговара, ќе го видите и тој ден. Инаку Заев го нема многу во вашите настапи, во пресконференциите, во соопштенијата. Едно време беше главна мета. Ниту тој, ниту неговото семејство. Видете вака, додека беше председател на партијата, беше логично да најголемиот удар оди кон него. Откако го поразивме и се повлече и нема политички активности, нормално е да го насочиме ударот кон овие двајца кои што сега го водат СДСМ, мислам на Димитар Ковачевски и на Миле Зечевич како двојка која што сега го води СДСМ и нив драматично ќе ги поразиме. А за Заев кажав, ние сме тие кои што го пензионира политички и ќе одговара за се што направил како злодел. Настрана од овие случувања, сакам на тема уставни измени, европска интеграција, едно прашање да поставам и полека привршуваме. Зошто до вас не допираат пораките од меѓународната заедница дека со руската агресија на Украина се формира некаков контекст, некаква нова динамика, добива процесот на проширување и дека земјава треба да се обиде да го искористи тоа, а со неносење на уставните измени ризикува да заостане и да не биде дел од групата земји кои што може забрзано да исчекорат напред. Јас целосно се слагам со ова што го кажавте, но мислам дека ако е така и ако ова што се кажува од одредени, не од сите представници на меѓународната заедница, тогаш притисокот треба да се насочи малце и источно од Скопје, на едно 300-350 километри, а тоа е во Софија, затоа што јас до денес немам видено еден политичар или дипломат од тие кои што доаѓаат во Македонија да прават притисок, ние со сила да прифатиме дека имаме бугарска историја и дека корените на македонскиот јазик се бугарски, барем поручекта да отиде до Софија и да им рече дај спроведете пресудите на Европскиот суд за човекови права на кои што сте обврзани да ги спроведите како членка на Советот на Европа и на Европската унија. Вие сте во Совет на Европа, знаете дека има друг механизам кој што се грижи за спроведување на пресудите. Точно, но исто така знам дека во политиката притисокот врши многу работа, а Бугарија не е најсилната земја членка на Европската унија, туку е најслабата или втората најслаба земја членка на Европската унија и сум убеден дека доколку Брисел реши да направи притисок, кога велам Брисел не мислам само на главниот град на Европска унија, туку на поголемите главни градови на Европската унија, доколку реша да направат притисок врз Бугарија, верувајте проблемот ќе се реши за едно предпланне или едно попланне. Проблем е што таму притисок нема, целиот притисок е во Скопје и во Скопје е насочен кон ВМРО ДПМН. Дали добро слушнав дека кога зборувавте за тоа дека кога доаѓаат меѓународни представници овде доаѓаат да прават притисок дека имаме бугарска историја? Па ако го видите вие целиот пакет на така наречен француски предлог, тоа е суштината на францускиот предлог, затоа што во францускиот предлог, покрај промената на уставот, имате и спроведување на протоколите од работата на Историската комисија,
кои што се обврзни за напредокот кон Европската Унија. А работата на историската комисија изгледа како преговарање со пиштол на глава. Затоа што доаѓа бугарскиот тим на историчари, доставува нивно мислење за одреден историски настан до македонскиот тим на историчари и им вели или ова ќе го прифатите, или нема напредувате кон Европската Унија. Тоа, извинете, е преговори со пиштол на глава. Ма досега не сме виделе ништо предавничко дека се случило од работата на комисијата. Затоа што има честни луѓе во историската комисија кои што тоа не го дозволуваат, но во моментот кога теоретски би стигнале до таму во спроведувањето на францускиот предлог, тоа ќе видите како Македонија ќе добие вето заради тоа што историската комисија не го спроведува тоа што го бара Бугарија. И јас тврдам дека теоретски да се случи промена на уставот, што нема да се случи под бугарски диктат, ама еве да се случи, за 6 месеци Бугарија ќе стави ново вето на Македонија заради прашања поврзани со историјата. Добро, тоа е цел комплекс други теми. Се надам дека во следното интервју ќе имаме шанса да полемизираме на таа тема. Благодарам за вечер. Благодарам, беше задоволство и благодарам на можноста. Емисијата ја продолжуваме со интервју со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, кадар на СДСМ. Благодарам за шансата да ви поставиме прашања на актуелни теми. Благодарам за поканата. Доаѓаме од седиштето на ВМРО ДПМНЕ. Ова интервју го снимаме во секретаријатот за европски прашања. Подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски во текот на разговорот покажа USB и материјали, ова се тие 3 страни, за кои што вели дека е содржината практично од USB-то. Ако се видат убаво, на хартијата се 3 члена кои што беа изменети во кривичниот законник и за кои што се крена најмногу прашина. Тезата на ВМРО ДПМНЕ, тврдењето е дека на USB-то практично се примени измените кои што подоцна владата ги утврдува како свој предлог, а собранието ги носи како закон. Тие се веќе на сила, сите знаеме. Каков е вашиот коментар на овој развој? Ова е некаква кулминација на тоа што ВМРО ДПМНЕ го зборуваше во изминатите денови. Знаете дека нели Мицковски зборуваше за тоа и ги повикуваше Талат Џафери и Али Ахмети да кажат што имало на USB-то, што пишувало на документот во плико што го добиле. Видете, театарот што го прави ВМРО ДПМНЕ околу овој случај не може да го покрие нивното долгогодишно учество во разговорите на оваа тема. Јас имав прилика пред разговорот да го погледам тоа што ви го приложил господинот Николовски. Такви материјали има бројни, може секој да го направи, тоа е еден вид на анализа на делови од кривичниот законник со предлози и такви слични материјали приложуваше и презентираше ВМРО ДПМНЕ уште 2019-2020 година кога се разговараше за законот за јавно обвинителство. Вчера слушнавме од Мицковски дека го пензионирале специјалното јавно обвинителство. Се сеќавате дека тогаш имавме тешки разговори со нив околу тој закон и тоа и дискусијата околу кривичниот законник и тогаш ја отворија, тие ја отворија. Така што моментот да сега ги вадат овие материјали и да ги прикажуваат како некоја ексклузива, навистина е смешно за оние што ја следат. Добро, не е смешно ако навистина се од Груевски. Тие тврдат дека на USB-то има јасна форензичка трага за тоа дека тие се од Груевски. Јас сум сигурен дека не е воопшто наивна ситуацијата, ќе се согласам. Јас сум сигурен дека има многу USB-ња од Груевски во ВМРО ДПМНЕ и тоа не се сомневам, меѓутоа. Ама од кое време? Самиот Груевски рече последните 5 години бил екскомунициран од раководството на партијата. Како тогаш стигнало USB-то кај нив ако бил екскомунициран? Не, тезата е дека било пратено на 3 адреси, на 2 стигнало, на 3-та кај нив не стигнало. Не знам дали веројатно не стигнало, а кај нив од свиркач дошло. Значи, тоа сакам да кажам. Мислам дека нивната улога не може да ја објаснат во целиот овој период околу овие прашања. Полека се разоткриваат дека целта им била, впрочем, нив неказнивости и пензионирање на. Па еве вчера имаше разговор говор на господинот Мицковски кај што каже дека целта им била да го пензионираат СЈО.
До сега тоа не го кажал представник на висок представник на ВМРО ДПМН така јавно. Ние тоа вчера и јас мислам дека тоа вреди да се разговара. Ама тоа мислам дека не е точно затоа што вие го пензиониравте СЈО, де факто со овие измени од кривичниот законник. Не се согласувам со тоа. Дузина Ние се боревме предмети СЈО, застарува. ние се боревме тие предмети да продолжат да живеат во судскиот систем со законот 2020 година. Се сеќавате колку многу се вложивме за тој закон да биде донесен. Ама сега застаруваат и тоа е факт. Мислам дека од тој факт не може да се бега. За секој предмет треба да се разгледа. Целта на нашите измени предложени и усвоени во собранието е да се зајакнат инструментите за конфискација на нелегално стекнатиот имот, што до сега беше де факто голем проблем во некои случаите на СЈО, а од друга страна да се стават на едно разумно ниво, на едно европско ниво, со компаративни искуства, висината на казните за Уверен сте припети. дека ова образложение, не сте прв што го кажува, резонира кај јавноста, дека јавноста ви верува кога го слуша? Тоа е вистинскиот мотив зашто ги донесуваме овие. Секој има право да верува или да не верува, ние не можеме да го менуваме исказот само заради тоа што некој има сомнеж во ова. Од прв момент до денес намерата е иста. Измените се правени во Министерството за правда, земени се и дискутирани и со дел од експертите. Знаете дека има постојана работна група за кривичниот законник која работи веќе повеќе години во Министерството за правда и подготвува и цел нов законник. И мислам дека е и логично во наредниот период и да понудат целосно нов кривичен законник, не само со овие измени, бидејќи има работи што треба да се усогласуваат. Ако било така, може би беше логично да се чека новиот изборен законник. Тоа е проценка. Оти моментот е прашање, навистина. Јас мислам дека и до сега требаше и целиот да биде испратен, но тоа е проценка на Министерството дека ова требало да биде испратено и немаме причина да се сомневаме. На Министерството цело и на Министерот лога е ова проценка. А не знам, Министерството за правда го предложи законот на седница на владата. Заменик министерката за правда. Добро, таа и го бранеше во собранието. ВМРО ДПМН зборува за постоење оска спрега дује првоосомничен. Вие сте помагачи на првоосомничените во делото. Мицковски, мислам дека користи различни формулации, еднаш вели СДСМ, друг пат вели делови од СДСМ. Тоа е интересно, зашто така и Груевски. Значи, Оска, дуи делови од СДСМ Груевски, со намера првично да се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот, а потоа може би и да се украде некој глас на изборите од ВМРО ДПМН. Која води комуникацијата со Груевски? Не знам дека постои таква комуникација. Оската не е баш ниту видлива, ниту така како што се прикажува. Не мислам дека постои каква било Оска. СДСМ дуи Груевски, СДСМ и дуи се коалициони партнери во владата и меѓутоа не постои никаква Оска со Груевски. Тоа што ВМРО ДПМН сака да го покрие, прикрие или забошоти внатрешниот судир кој што го имаат, сериозниот судир кој што го имаат Груевски и Мицковски, нема да му помогне фрлајки етикета на владината коалиција дека припаѓаме на некаква Оска. Оската е постојано била Мицковски Груевски и таа Оска пука во моментот бидејќи не можат очигледно да се ги заштитат своите интереси ниту двајцата на соодветен начин на кој што сметаат дека треба. Навистина мислите дека е сериозен судир? Оти во раководството гледаме единство. И не само во раководството, и подолу во структурите на ВМРО ДПМН некако се гледа единство и сите се построија зад лидерот. Дали е сериозен судирот на човекот кој што 15 години го водеше ВМРО ДПМН и кој што до вчера го представува како икона и како жртва на нашата влада, за од денес да тврдат дека сме во некаква Оска. Сериозен, по мене ми изгледа дека е судирот сериозен. Тоа и ние го знаеме подолго време дека постои подолба во ВМРО ДПМН, тоа го комунициравме со јавноста. Постојат подолби по други основи таму. Ама чекайте, тоа е во контрадикција со тоа што велите дека се во постојана комуникација Мицковски и Груевски. Дека биле. Тоа сум сигурен дека биле. Меѓутоа дека сега судирот вистински, за тоа немам дилема.
И тоа се покажува на дело. Има судири по повеќе основи во ВМРО ДПМН. Една основа е оваа лична борба за превласт или пак за апелирање кон членството, но од друга страна мислам дека има и повеќе линии на кои што се разликуваат луѓето во ВМРО ДПМН, меѓу кои претпоставувам дека една е и уставните измени. Груевски, ако веќе сме тука, Се изјасни. против. Да. Ама затоа реков, не велам дека оваа оска е против Груевски, Мицковски. Мислам дека има луѓе кои што во ВМРО ДПМН размислуваат поинаку. Настрана, што е вистинската мотивација за носење на измените на кривичниот законник? Јас сакам повеќе околу последиците генерално врз општеството, а и последиците врз вас како политичка структура. Дали си пукавте во нога? Бидејќи тоа со застарувањето оди контра наративот со кој што дојдовте на власт 2017 година, една целосна антитеза на тоа. Видете, ние имавме веќе искуство во изминативе 8-10 години околу случаи на висока корупција. И е направена известна анализа зошто дел од случаите застаруваат и без никаков закон. Така, дел од случаите влегува во застарување и без никаков закон да биде донесен. Направивме анализа и зошто, што е, да речеме, најголем проблем во справувањето со тие случаи, кои што декларираат милионски имот нелегално стекнат, и врз основа на таа анализа е даден овој предлог. Дали сме си пукале во нога или не, ќе покаже времето, јас сум убеден дека направивме рамка за да продолжи борбата против корупција на по соодветен начин. Меѓу вашите поддржувачи има разочарување, затоа што застаруваат предмети за кои што очекувале дека ќе завршат со правосилни, ефективни пресуди. Не е одговорност на владата што тие случаи до сега не завршиле со правосилни Ама ќе пресуди. завршија, може. Можеби ќе завршија, дел од нив и завршија, за дел од нив имаше спогодби, тоа го одработи обвинителството. Мислам дека се остава доволно простор со овој закон да продолжи борбата против корупција, освен за тие случаи за кои што ќе се утврди дека истекува. Што ви кажа од Холандија? Имавте контакт? Бидејќи се сеќавам дека Холандија неколку пати, што преку амбасадорот, што преку други своји представници, кажуваше дека се согласила Северна Македонија да почне со пристапните преговори, токму затоа што обезбедила континуитет на предметите на СЈО, затоа што тие продолжиле да живеат. Сега еден значаен дел од нив ќе застарат. Имавте контакти? Имав контакт и со холандскиот амбасадор, и со луѓе од представници од ХАК, изразија загриженост и рекоа дека ќе следат натаму ситуацијата. Ништо повеќе од тоа. Така што ништо повеќе од она што се најде во соопштението на Европската комисија. Така што сме во комуникација. Холандија беше, да речеме, единствена која што реагираше и директно, билатерално. Останатите преку Европската комисија. Јас ќе имам прилика утре. Реакцијата на Холандија беше на нивна иницијатива. Тие ве побараа. Да, тие не побара. Јас кажав, одговоривме ова што го кажуваме јавно. Во која фаза беше реакцијата, бидејќи интересно ова беше? Откако беше донесен законот. Откако во парламентот помина, не во меѓуфазата влада парламент. Откако беше донесен законот, да. Сите реакции беа откако беше донесен законот, иако ние навремено информиравме Европската комисија и представниците на САД дека ќе се донесе таков. Очекувате ова да стане реално проблем? Да Јас речеме мислам Холандија дека во еден момент да каже ние сега не можеме да дозволиме процесот да продолжи, дури и ако уставните измени се донесат. Не очекуваме. Мислам дека не постои проблем или отворено прашање кое не можеме да го решиме во текот на преговарачкиот процес. Сега е моментот, ние имаме и холандски експерт кој што работи на патока за завладење на право, заедно со нашиот тим, и мислам дека не постои точка која што не можеме да ја ставиме како проблем за решавање во тој патокас и во текот на преговарачкиот процес, но сега е битно да се фокусираме. Нема да има назад за овие предмети, не може. Правник сте, знаете дека не може да има назад за овие предмети. Рековме Груевски еве во постовите рече дека е против уставни промени, сега ако одиме по таа линија, ако тој не може да помогне за да се стигне до 2/3, тогаш како ќе стигнете до 2/3 во собранието? Јас сум убеден дека во ВМРО ДПМН има пратеници и луѓе кои што ќе
и разбираат тежината на ситуацијата, Оваа теза долго ја слушаме, не се обистинува. Разбираат дека ставањето на својата држава под заложништво, политичко заложништво на водството на ВМРО-ДПМН ќе значи одвојување од Албанија на среден рок, ако не на краток, тогаш сигурно на среден рок, ставање на Северна Македонија во категорија со Косово и Босна и Херцеговина и дури можеби и на долг рок ставање под прашање на нашата реална можност за европска интеграција. Дали е тоа искрен план на ВМРО-ДПМН? Дури има и такви шпекулации дека во која смисла? Дека намерно го прават тоа за да отворат пат за други држави, за да си отворат пат на себе си да јаваат на бранот на популизмот како што јаваат меѓу 2008 и 2017 особено на темата спорот со Грција и дека тоа ќе им биде во исто време и карта за мобилизација на гласачите, но и карта за успорување на нашиот процес за да отворат пат за некои други. Јас сум убеден дека постои комуникација на ВМРО-ДПМН со структури во Бугарија и со структури во другите држави од регионот, а која е целта на таа комуникација, нека објаснат самите. Комуникација за што? За да се подгрева атмосферата во двете држави? Немам дилема за тоа. Со какви структури? Кои структури? Политички структури во Бугарија и во другите држави во регионот. Што друго правите за да обезбедите 2/3? Разговараме со секој пратеник поединечно и со сите оние партнери кои мислат добро на Северна Македонија и кои веруваат дека ова е единствена шанса која што треба да искористиме во наредниот период. Кој е рокот кој што си го имате зададено за евентуално таа операција да ви донесе успех? Логичниот рок е крајот на оваа година, бидејќи тогаш завршува и скринингот. По новиот календар, некаде првата половина на декември ќе заврши скринингот. Требаше крајот на ноември, меѓутоа технички причини е поместен за една недела или две. Ќе заврши првата половина на декември и тогаш би требало да се носат одлуките, затоа што да не забораваме, во декември ќе се носи одлука за Украина, за почеток на преговори, за Молдавија и тоа ќе отвори пат за тие држави да ги почнат преговорите. Постои желба да се носи одлука за втора меѓувладина конференција за Северна Македонија и Албанија доколку се исполнети условите. Доколку не се исполнети условите, за жал ние ќе се паркираме во чекалната. Има сценарио во кое што Албанија може да настрада, условно кажано, ако Северна Македонија не ги донесе уставните измени? Во моментот има информации дека постојат држави членки кои што не сакаат да видат раздвојување на Северна Македонија и Албанија, но тоа не можеме да го знаеме се додека не дојде на маса од одлучување. Ама колку би било фер кон Албанија, особено ако Украина и Молдавија добијат одлуки за почеток на преговори? Треба да сме на чисто. Ние никогаш нема да лобираме против било кој наш сосед, напротив, сметаме дека успехот на секој наш сосед, па и Албанија е и наш успех. Знаете дека заедно почевме со Албанија, ние работиме со нив постојано во текот на скринингот и се сметаме дека е сосема фер Албанија да го продолжи својот пат. Дали тоа ќе го потврдат и сите држави членки, останува да видиме. Но ние како држава и ние како влада никогаш нема да лобираме против Албанија на овој пат. Сакате да кажете дека постои сценарио во кое што Украина и Молдавија би добиле одлука за почеток на преговори, ако Северна Македонија ги нема се уште усвоени уставните измени, Албанија и Северна Македонија да останат таму каде што се сега. Тоа е возможно сценарио, апсолутно, и мислам дека тоа е многу лоша порака кон регионот. Тоа е лоша порака кон регионот, но тоа е картата на ветото ќе изиграме овој пат ние, односно ВМРО-ДПМН ќе го блокира целиот регион со оваа одлука. Васко, мислам дека содржински се политичката игра ја засенува содржината на уставните измени. Ние имаме едни неспорни уставни измени кои што беа издискутирани многу пати, напишани од експертска група и најдени во парламентот. Никој не каже, па дури ни ВМРО-ДПМН, што е спорно во содржината на тие уставни измени и зошто треба се приговара на други делови од рамката. Ама ние зошто треба прашањето е зошто треба ние да се блокираме самите себе си, да не ги изгласаме уставните измени заради внесувањето на бугарите како заедница во уставот. Другите делови на преговорачката рамка ние не можеме повторно да преговараме, односно ако ги преговараме повторно, убедени сме дека тоа ќе земе повеќе години. Тоа нема да се реши за еден ден, ниту за кратко време. Знаете што прават представниците на ВМРО-ДПМН? Представуваат нереални планови, бидејќи им се поставува нормално логично прашање кој е вашиот план за решавање на оваа ситуација.
Тие поставуваат нормално најбитно им е да има веднаш избори, па потоа поставуваат 3 услови од кои што двата се крајно нереални. Едниот услов е писмени гаранции од европските институции дека ова е последно големо крупно барање од Бугарија врзано за идентитетот. Тоа дури е најизводливо. Меѓутоа постојат други две барања од кои што едното подразбира имплементација на пресудите на Европскиот суд за човекови права во краток рок, во рок од 1 месец да ги имплементира Бугарија нешто што не го имплементирала 30 години. Значи еден нереален услов. И вториот услов е финансиска помош надвор од она што веќе ни се дава, а сега се подготвува и оној нов план за раст на Европската комисија кај што навистина ќе се дават сериозни средства. Сакам да кажам, барањата кои што планот на ВМРО ДПМН за решавање на ова прашање всушност не е план. Тие немаат план за решавање на ова прашање и затоа нашиот грижа е дека ќе не внесат во долгогодишна блокада која што ќе биде на штета на државата и на штета на граѓаните. Темата не е популарна во Македонија. Уставни измени, преговарачка рамка, француски предлог, односи со Бугарија и тоа е картата на која што игра ВМРО ДПМН. Нормално, но граѓаните на оваа земја се изгорени од убави зборови, од убави ветувања кои што доаѓале од Брисел во изминатите години, да не се подсетуваме ни што се поминавме, зошто сега сте убедени дека ова што се зборува навистина ќе се случи во пракса? Затоа што се е запишано во документи, во преговарачката рамка. Нашата битка за францускиот предлог беше да сите обврски бидат јасно испишани, да Бугарија нема можност по уставните измени да не блокира за наредната фаза, тоа значи автоматски да биде свикана наредната меѓувладина конференција и сите обврски поврзани со да речем билатералните прашања со Бугарија да бидат и нивната улога да бидат јасно утврдени. Моето прашање беше повеќе околу политичките ветувања за тоа дека процесот на проширување ќе се забрза и сведоци сме дури на поставување на некакви индикативни рокови 2030-та, па дури најдоцна 2030-та и така натаму. Зошто да веруваме дека сега ова ќе стане реалност? Особено што следната година има избори во Европската. Од токму заради изборите мислам дека и имаме причина да веруваме, затоа што европските институции и европските политичари мора да презентираат концепт и проширувањето е веќе тема. Две причини се зошто сметам дека е реално. Прво затоа што новото е војната во Украина, руската агресија кон Украина која што е натера Европска унија да размислува постратешки во смисла на нови членки. И второто е што кредибилитетот на Европската унија за проширување веќе е сериозно ослабен, бидејќи низ годините од ветувањето од Солун 2003 година за членство на Западен Балкан во Европска унија, само Хрватска од тој регион стана членка на Европската унија. Така што мислам дека овие причини, притисокот дека навистина веќе не може Европската унија да избегнува да говори кога би било и на кој начин наредното проширување, и заради државите од Западен Балкан, но и заради Украина, верувам дека е реално да очекуваме дека до 2030 ќе има некако видно проширување. Убеден сум дека до 2030 ќе има нови членки. Знаете дека се зборува за реформи на ЕУ, за начин како ќе функционира со поголем број на држави членки, но за се има решение и аналитичарите и правниците и оние кои што го познаваат политичкиот систем на Европска унија добро, знаат и свесни се дека е возможно со известни мали корекции во системот да се овозможи влез на нови членки. Велите крајот на годината е некаков неформален, логичен рок за тоа до кога треба да се донесат уставните измени. Што ако не се донесат? Што значи тоа за внатрешната наша политичка динамика, избори? Јас сум сигурен дека тоа ќе не внесе во една подолгорочна криза, која што секако изборите се неминовни, бидејќи редовниот термин на наредната година и на претседателските и на парламентарните избори кај нас. Меѓутоа, мислам дека ќе влеземе во една сериозна криза во која што повторно граѓаните ќе треба да одлучат каде сакаат и на кој начин да продолжи државата. Нашата цел, целиот овој период, беше товарот на тешките одлуки да го земеме на политичарите. Значи да не мора граѓаните повторно да имаат товар на грб да носат тешки одлуки.
па макар и непопуларни. Подобро е ние како политичари да ги донесеме тие одлуки, затоа што и Преспанскиот договор не беше популарен, кај е одреден дел на популацијата. Многу е можно дека ова ќе биде тема на изборите. Доколку не се случат уставните измени, неминовно ќе биде тема на изборите. Но вистинската тема не се уставните измени. Вистинската тема е дали ние сакаме да влеземе во Европска унија до 2030 година или не. Ќе видиме колку успешно ќе успеете тоа да го пренесете до јавноста. Изборите в година имаме антиевропска опозиција, имаме опозиција која што направи се за да не спречи да направиме исчекор во следната фаза, така што мислам дека ќе биде јасен и едноставен изборот на граѓаните кога ќе се соочат со делата изборовите на антиевропската опозиција и со делата изборовите на проевропската влада. Ама па вие внатре имате многу дела кои што одат контра таа ваша реторичка заложба за ЕУ на план на борба против корупција, владење на право. Повторно ќе кажам, немаме подобра шанса од преговарачкиот процес со ЕУ за да ги надминеме тие слабости, кои што ги признаваме, препознаваме и сметаме дека треба да се решат. Јас ве уверувам дека нема притиска сега контра тоа да одите. Не притиска, Васко, ние се обидуваме, јас и со овие патукази што ги работиме, и со се што правиме, да нашите проблеми најдат некој тек на нивно решавање преку преговарачкиот процес. Кратко, само изборите в година ќе бидат во ист термин, председателски и парламентарни, или ќе бидат одвоени? Гледаме дека барањето на ВМРО ДПМН е да бидат заедно. Во моментот јас не гледам причина зошто да бидат во исти термин, бидејќи Затоа што се блиску термините. Во ред, значи редовните избори се во Хрватска ќе има 3 термини за избори наредната година. Парламентарни, председателски и европски. Ќе бидат различни. Така што нема еден одговор. Во моментот ќе бидат и двата избори во редовен термин. Не гледам причина да не биде така. Дискутирате веќе за председателскиот кандидат? Немало барем во СДСМ, ја не сум слушнал дискусија на тоа. И само уште едно прашање, зборувавме за единството или неединството во ВМРО ДПМН и колку сте единствени во СДСМ. Има еден впечаток дека Спасовски тера некаква своја кампања. Заев прашање што прави, но веројатно има влијание во одредени структури. Што правите вие, Ковачевски? Ние работиме, секој од нас има своји задолженија и работи и на Колку СДСМ постои? Како? Колку СДСМ постои? Еден и единствен е СДСМ и нема никакви поделби внатре. Различни мислења имало секогаш. Јас сум последните 8 години, да речеме, поактивно вклучен во партијата и можам да кажам дека барем во тој период во високите имало различни во интервјуто претходната недела практично потврди дека според него се уште постои комуникација Мицковски Заев. Вие знаете за тоа? Не, ќе мора да ги прашате нив и Мицковски Заев дали комуницираат. Мојот впечаток е дека сите овие луѓе што ги споменавте, и Спасовски, и Заев, имаат секако право да бидат ангажирани и за промоција и за работа, впрочем секој од нас сака да работи и да се промовира со тоа што го работи, но дека се целосно лојални на партијата и на концептот на СДСМ и на концептот на премиерот Ковачевски. Ние поминавме повеќе фази на комуникација со базата и со партиската структура внатре во СДСМ. Во наредниот период се очекува и да преминеме во штабско работење за да може тоа да бидеме поефикасни и пооперативни. Анкетите не ви се наклонети? Анкетите не ни беа наклонети ни неколку месеци пред изборите 2020 година, кога ги победивме. Ама не беше толку голема разлика. Ќе видиме. Јас сум убеден дека имаме реална шанса да победиме на наредните избори, односно не верувам дека антиевропската политика на ВМРО ДПМН ќе победи и дека е одржлива за победа и за формирање на власт. Благодарам за овој интервју. Благодарам на поканата. Вас ве поканувам да ја одгледате и новата саботажа. Се гледаме повторно в четврток во 20:15. Ниту најаналитичните прогнозери кога било би се обложиле, ниту најпродуховените гатачи некогаш би предвиделе дека неверојатното би било можно. Некој ќе бидат и пострек някој груевски вратиме назад, ама знамо ти малку тешко ќе е тоа. Ова навидум несолена шега се враќа како шербет вистина. Па дури и како со времеплов, реанимирана преку истиот автор, истиот медиум
додуша со прецизна и внимателна корекција во името. Неточно се толкувањата на Зоран Заев и дел од медиумите. Реагираше авторот на статијата на германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung, Христијан Мицковски во изјава за Frankfurter Allgemeine Zeitung кажа дека поранешниот премиер, поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски Frankfurter Allgemeine Zeitung работел за уставните измени заедно со СДСМ. Предизвиканото политичко цунами ги остави без зборови дури и тие што се редат во низата логореични. Никој не може до крај да ја разбере равенката со толку многу непознати, а камоли да се соочи со една таква неверојатна папазјанија. Кога некој би ме прашал пред година дена, не повеќе од тоа, дека е возможно ние на емисија да логицираме за две големи коалиции, една Заев Мицковски, втора Ковачевски, Ахмети и Никола Груевски, и да разговараме и дебатираме сериозно на тоа. Чиј план бил подобар? Чиј план бил подобар и кој ќе излезе победник од таа борба на коалициите, би му се насмеал и рекол дека тоа се разбира невозможно, но и еве тука сме. А кога сме веќе таму, исклучително интересно е да се следи наративот кој го користат најголемите апологети на претходниот, а сега просветлени следбеници на новиот лидер, кои конечно се свестиле и разбрале од каде доаѓа сето зло. Главен виновник за менување на името, влегувањето наше во НАТО, сега злопатење во ова со бугарскиот диктат и така натаму е Никола Груевски со повлекувањето од функцијата. Таа работа мора да се расчисти. Со Никола Груевски мора да се расчисти апсолутно. Оние пак со кои до неодамна беа истомисленици остануваат конзистентни, па дури одат и чекор натаму и крстејќи се на својата икона. Живеат во очекување на распред со кој таа повторно би била ставена на македонскиот политички олтар. Наспроти неговата теза дека се работело за Македонија, не му верувам јас на тој човек дека мислел на Македонија, туку мислам дека се работи само за неговата кожинка и за неговото партиско столче, бидејќи ќе биде, ако Груевски евентуално се врати во Македонија, Мицковски би бил небитен као семафор у Чаир. И на крајот, за неочекуваниот политички сенс од најголемиот политички аналфабет. Се добива благ впечаток дека СДСМ се става на страна на Груевски, или така ми се чини, ова го прашува Софија Куновска. Меѓутоа, она скопско крило кое што за кое што знаеме сите и владе во СДСМ, кога некако СДСМ ќе го мисли доброто на ВМРО-ДПМН, не би се молам, сем диде да го растури. Од кога ВМРО ќе го мисли доброто на СДСМ, сем диде да го нападне и да го растури. Проблемот на Македонија е тоа што сите партии баш така мислат само на растурање, а никому не му паѓа на памет нешто конечно и да изгради. Па во неа да се вратат, ама тие што не заслужиле ни да си замислат.